кршите деловник, кршите устав, го поништувате Охридскиот рамковен договор, вие сте должни да даете пауза. Гласа 50 пратеници, за гласа 49, за гласа 49. За да се тргнеме од тука треба да го почитувате нашето право на пауза. Сега нема седница. Сега нема седница. Има седница. Нема седница. Треба да огласите пауза од 1 час. Илија, седница има, ако веќе барате, одете на своје место. Заради тоа што повеќе нема. Дента на 27 април, која примив должноста председател на ово собрание, кажав и укажав на сите, и тоа јавно го повторувам. Ово или ќе биде собрание, или нема да ја има. Во смисла, немојте буквално да ме разберете, да ја има, да се дообјаснам. Добро. Физички, ова собрание стои и постои, ќе постои. Но функционално и институционално, за да има своето место и улога, треба да се раководи онако како што е пропишано да се раководи. Прво и основно. Мојот почитуван колега Илија Димовски побара процедурално, во кое што е соодветно побарано по процедура. И во оно време од 3 минути колку што следи за процедурална интервенција, мојот драг колега не побара пауза. Па знам дека не ви се допаѓа. Сега сослушајте ме до крај. Сега, после неколку пати укажувања дека заврши, благодарам, од почита како колега со кој што сме соработувале веќе 10 години, како координатори, како пратеници овде и како мнозинство во крајна инстанца. Без оглед дали сме мнозинство, дали сме опозиција, овде сме пратеници, а јас сум оној едниот од еднаквите кој што ја превземал обврската да води и раководи со работата на ово собрание. Продолжено 3 минути време плюс, колегата бара пауза. Претходно разговаравме некои комуникации што имавме поинаку. Затоа сметав дека нема потреба за тоа. И уште еднаш да укажам. Не може да се наметне одлука под притисок и по закон, односно по начинот како што, па не закана, тоа е, ако веќе 50 пратеници излегувате овде пред говорница и ја правите истата грешка што ја правивте прошлиот пат, почитуван колега Илија, ако не вие, некој од вас, тогаш тоа значи дека е насилно. И под уцена ни сега, ни утре, ни никогаш нема да има одлука. А на ваков начин, кога ќе можеме да се слушаме и да се сослушаме и да се дослушаме, тоа е веќе друга работа. И ова е значи јавен договор, и ова е јавна моја одлука да прифатим тако барање, и покрај тоа што не било во времето кога требаше да побарате пауза во тие 3 минути процедурални, имате час пауза, иако е тоа дискутабилно по други прашања. Но, поради тоа што јавно ово се прави, но не под такви услови како што мислевте да ги наметнете.